Освен Париз и Скопје, каде имаш работено, каде ги имаш видено балетаните и балерините низ Европа? Не да сега, добро. Париз беше последното искуство, тоа беше она што реков, се вратив повторно после 25 години, нели, веќе имав едно 15 дена искуство стаж што имав стажирано на времето во Париската опера, додека студирав. Ова беше едно искуство да се вратам од Македонија, се уште не влезени во Европска унија, повторно ќе го наповедам тоа, во Париз како костемограф или од Македонија, што е голем успех бидејќи мислам дека дури на Балканот ретко кој од костемографите има работено во операта Гарниер. Работев во време на короната во Бојшој, со познатата звезда Светлана Захарова. Претходно, иначе, јас имам работено во Лајпциг, имам работено во Сенгален, работено во Дизелдорф, Олденбург, работевме дури нели во Ташкент, во Узбекистан. Еве следната година сум ангажиран, имам најави за како се вика за Кина, во Лиаонинг, една голема представа што ќе правиме со Мартин, и има најави за Виена и така натака, така да се повеќе се отвараат вратите со цел еве дека еден ден може да ќе завршиме во Нью Йорк Сити балет, нели, или да речеме, не знам, еве во Гранд Балет де Монтреал, да речеме, кој што исто е една голема компанија, Миланската скала и така натака, меѓутоа само по себе тоа доаѓа, нели. Тоа се се големи компании, Ројал Балет, нели, во Англија и така натака, сето тоа зависи од ситуации, од моменти кога нели ќе се склопат коцките и кога ќе повикаат кореографот. Обично тоа оди тимски, нели, ако кореографот е повикан, па кореографот се вика своја креативна екипа. Балетските играчи под Калап се направени сегде во светот или има разлика? Не, има разлика. Има разлика и денеска балет, ние зборуваме за балетот, меѓутоа јас би го рекол танц, нели, тоа ќе ви објаснат многу повеќе и луѓето што се бават кореографите околу тоа. Тоа е еден вид на игра која што нели бари со тек на времето компаниите некако почнуваат да градат свои посебни специфики, нели, самите уметнички директори бараат и ја прават компанијата спрема она што сакат како стратегија да го развиваат за таа и таа компанија, за таа институција. Париз, Бојшој и така натака градат еден класичен тип на балет, на балетски институции, на балетски програми каде што имате класика, меѓутоа во исто време доста се игра и современ балет, нели, модерен и така натака, и канат многу кореографи, така да таму играчите се навистина се способни да изиграат од А до Ш. Имате компании каде што, да речеме, физички каде што имате мало, да речеме, во Олденбург компанијата се состоеше од 14 луѓе, тоа не е голема, мала компанија, која што исто има самиот театар, има во Германија буквално секој град и село има од драма, опера па до балет и така натака, посебно балетската уметност е многу развиена и многу има мали современи и приватни компании кои што развиваат балетски израз, така да нема тука калапи, нема генерално се гледа дека има некаква балетска основа, има балетско тело и балетски предиспозиции, меѓутоа не секогаш се сите високи згодни, нели, или да речеме со издолжени вретенасти мускули. Современиот балет бара сосема поинаква телесна конструкција, да речеме, кој што треба да е понизок, да се поразгибани, посовремени тие што играат, нели, со сосема друга техника, така да кој што тотално не би можеле еден висок балетан или класичен балетан да го изигра, зашто бара сосема поинаков муд, поинакво движење, така да се разликуваат, многу се разликуваат и типот на костими се различни. Не секогаш не се прават исти костими за едно, за друго и за трето. Технологијата е различна. На македонски зборуваш кога ќе одиш во странство? Па јас веќе зборувам сосема солидно два јазика, зборувам англиски и француски, нели, во Франција, и јас го зборувам и германски, 4 години во основно учевме, меѓутоа малце го имам подзаборавено во однос на вокабулар и некако сега се трутам во последно време да го вратам, меѓутоа се помалку и помалку имам време и потешко оди тоа.
граматички ми е јасен и можам ги разбирам доста кога се зборуваат одредени работи, меѓутоа ми фалат зборовите, така да се надевам дека и брзо и со него ќе се справам. Меѓутоа да, генерално зборувам на два јазика кои што се битни, француски, англиски, некој, нели, генерално во Германија се зборува англискиот, францускиот русите навистина во бившиот дека работев тие буквално зборуваат француски сите, така да немаат проблем. Генерално се снаоѓаме со јазик. Меѓутоа јазикот на нашиот технички занаетски јазик е секаде ист, така да човек може на милион други начини да го објасни оно што сака да го добие. Те прашуваат за Македонија? Па, да. Често ме прашуваат и често ме прашуваат зашто се уште сум таму. Ева во Париз ме праша конкретно, бидејќи навистина им се допадна начинот на кој што работев и не може да поверува дека еден човек као мене се вратил во Македонија, па сега повторно работи во Париз и така натака. Јас имам еден многу добар одговор, бидејќи земја која што има многу, да речеме, има многу добра местоположба. Јас многу сакам море, нели окружени сме со три мориња, тоа е Егејското, Јонското и Јадранското, така да ми е многу лесно брзо да стигнам до море, за разлика од Париз, кога би требало да живеам и да летам долг период за да стигнам до море. Така да, и стварно навистина тоа ми е добро. Мислам дека во моментот и затоа сум ситуиран тука, бидејќи и живеам тука, не заради тоа што не можам да живеам надвор, бидејќи тука навистина ми е многу полесно за некои мои лични уживања, што би ги рекле хрватите гуждови, да ги направам, тоа се, нели, да заминам кога сакам на викенд на море во Солун, нели, да јадам морско и така натака. Се е тука, се ни е во близината. Јадранот ни е тука, нели, често работам и во Сплит и така натака. Се снимаме во Македонска опера и балет, не затоа што е преубав објектот, иако е убав на свој начин, но се снимаме затоа што се подготвува една представа каде што, да речам, добар дел имаш вложено и ти. Се работи за представа која што е посветена за 100-те години од раѓањето на Ацо Шопов. Да. Да, тоа беше еден проект кој што прв пат во мојот живот, еден проект кој што произлезе како идеја од мене. Нормално дека јас не сум реализаторот, продуцентот е Македонската опера и балет, меѓутоа како идеја беше предложена од мене, тоа е годинава ги славиме 100 години од раѓањето на нашиот голем поет Ацо Шопов и токму поради тоа беше предложка, беше подготвено од моја страна да се направи еден омаж, нели, едно чествување на големиот наш поет сега на 20 декември, кога точно ќе се прават, нели, 100 години дента на роденденот на Ацо Шопов, на неговиот циклус на поезија Молитви на моето тело, кое што се, нели, е првпат објавено во збирката Небиднина и е, можам да кажам, една од најлиричните, најсентименталните, најеротичните поетски, да речеме, најсветлите и во исто време најмрачните, не во тежок смисол, меѓутоа во многу длабок, интимен смисол, поезии што се има случајно во македонската поезија. Тоа се 11 молитви на телото кое што моли за многу работи, каде што Ацо Шопов го има пошивано, откако го има и пишувано, откако го има завршено на некој начин со свој циклус на патриотски песни, нели? Ова е веќе во еден друг период, токму во исто време кога се има појавено Небиднина се во времето кога Коле Чашуле ги пишува своите црнила. Замислите имињата Небиднина, црнила, веќе од тогаш имаме веќе нешто што се најавува кога веќе самите нашите големи литературни дејци размислуваат на нешто малце повеќе за оваа наша земја која што до ден денеска ние го гледаме и не го гледале. Па дали е Небиднина или е во црнила, не знам, ќе видиме. Меѓутоа уште тогаш ќе се бават многу понапред отколку политичарите со некои наши суштинствени прашања што ги имаме ние. Така ставена е од 3 дела представата? Да, тоа е балетски триптих и моја беше идејата да се направи, дека се работи за 11 молитви и нултата песна која што е раѓање на зборот, која што не е дел од молитвите, меѓутоа е како предзнак на молитвите. И се работи за три кореографки, односно жени кореографи, што е уште поголемо значење бидејќи навистина молитви на моето тело е на некој начин посветена на телото на жената и така натака.
Тоа се Ивана Коцевска, Андријана Данчевска, која што е прв пат по сам долг период имаме некој што е од младата независна сцена гостин нели во една национална институција Саша Евтимова. Ивана и Саша иначе се исто и членови на ансамблот при балетот на македонскиот балет, на операта и балетот и се работи за трипл бил, односно балетен триптих, така е познат како 3 дела. Меѓутоа представата гледаме драматуршки да ја составиме драматург е Сонја Здравковска-Джепаровска. Сега ако почнам да ти ги редам целиот ансамбл имаме авторски тим од 15 луѓе. Значи 15 креативци се вклучени од сценограф Михајло Стојановски до драматургот, го спомнав, трите кореографки. Ги имаме тројца композитори кои што работат посебно со секој од кореографите. Тоа се Александар Гроздановски, Александар Пеовски и Дарија Андовска, која што е декан на музичката академија. И исто така имаме навистина голем имаме тројца светло дизајнери, имаме гостин кој што го прави проекции Флоријан Чанга, кој што е од Република Албанија, кој што не е гостин. Така да еден голем тим кој што гледавме да го склопиме со оние буџети што ги имаме нели од Министерството за култура што ги добиваме, кои што не се многу големи и секоја година се помали и помали, и да направиме едно дело кое што ќе биде ќе остане за долго време, се надевам, и ќе биде еден мотив да се дадат повеќе можности на младите луѓе, младите уметници, современите уметници во сите области, областа на музиката, балетот, кореографијата и така натака, нели да создаваме нови дела и да бидеме буквално да можеме да се представиме со наше, нели со она што е наше, автентично македонско. Телото моje te molim. Ќе сакаш уште? Кека Плуп. Витаминка. Тоа одамна беше направено како сега во сеќавање, затоа можеби тоа беше еден вид на поттик што сакав да го направам. Тоа беше, ако се сеќавате на познатиот балет Зодијак, или на музика на Владко Стефановски, кој што на вистина се чекаше карта повеќе од луѓето, ние некако младата публика во балетот ја изгубивме. Мислам дека е време да се врати на еден ваков начин и мислам дека точно овие 100 години од раѓањето на Ацо Шопов во оваа небиднина, мислам дека може да ги биде многу добро и да не гледаме како црнила на нашата секојдневност, туку да гледаме со една многу поголема свежина и светлост. Тоа се нашите, нели, со помошта нашите уметници кои што го креираат овој балет. Морам да ги пофалам од маркетинг на опера и балет, кои што се одлични, можеби и најдобри во Македонија, затоа што представите им се 99,99%, да не речам 100%, продадени, распродадени, така и овие представи кои што ќе бидат на 20 22 како одите? 20 22, да, 20 е премиерата, тоа е денот на раѓањето на Ацо Шопов. Тоа ќе има еден мал, да речеме, протокол кој што сакаме да го одбележиме, кој што ќе, нели, бидејќи навистина е денот кога се затвара, нели, целиот циклус на она што го велиме година на Ацо Шопов. Заборавив да кажам дека голема благодарност изразуваме и на Јасмина Шопова, на ќерката на Ацо Шопов, која што ги има авторските права, нели, на не само на молитвите, туку на целата поезија, да речеме, на Ацо Шопов, кој што ги, значи, своеволно ги даде, ни ги подари авторските права да можеме балетот да го наречеме молитви на моето тело.
и воедно со УНЕСКО, нели, овој проект влезе во рамките на УНЕСКО, на сето она што годинава беше честување, односно славење на годината на Ацо Шопов, на годината на раѓањето на Ацо Шопов, кој што заедно со уште една голема звезда во светот, тоа е Марија Калас, годинава го делат приматот, нели, на луѓе, уметници кои што се по кој што ќе биде одбележана од УНЕСКО оваа година, нели, година на Ацо Шопов и на Марија Калас. Те држиме за збор, супер представа ќе биде. Јас не можам тоа да го кажам, не можам да го гарантирам. Јас се надевам, бидејќи долго време ова се крчка. Ова представа има долга историја во мојот ум и има така, таа се роди некаде со помош на многу мои добри пријатели, во некаде во така едноставно кога бевме затворени за време на ковидот и од тогаш така некако ја развив и еве дојде до дента кога треба да се види. И јас мислам дека ќе биде добра. Не би сакал да кажувам големи зборови, делата треба да покажат. Мислам дека сите работиме со една извонредна енергија. Навистина има една многу убава една соработка, убава енергија, малце поинаков тип на соработка која што ја сме ја имале, значи не сме оптоварени со некои си класични предуслови во балетот тоа и тоа да го направиме. Не чека голема работа, посебно од 15 бидејќи на сцената ќе треба да вклопиме многу елементи. Јас тука голема благодарност би изразил до Никола Ристановски кој што историски прочита неколку песни од ова и ги имаме како записи, се дел од музиката на Дарија Андовска, односно на Ивана Коцевска во тој сегмент и се надеваме дека ќе го добиеме и ќе ни биде чест ако веќе поканет да барем за премиерата во живо да ја прочита раѓањето на зборот на сцената, нели, на сцената на операта и балетот во чест, нели, на дента на раѓањето на големиот Ацо Шопов. Така да навистина голема, јас музиката досега вака на некои мои луѓе што им ја пуштив навистина беа воодушевени. Мислам дека пред се ако имаме добра музика и добри кореографи, имаме добар балет. Јас за тоа сум сигурен, за во тоа не се сомневам, бидејќи музиката е сосема современа и ќе видите навистина современ балет. Можеби многумина ќе се запрашаат зашто, за Ацо Шопов можеби нешто гледаме класично, меѓутоа сметам дека она што се молитвите за нашата литература е нешто што е безвременско, што секоја генерација треба да чита на еден свој иновативен и нов современ начин, нели? Трема имаш пред премиерите? Па јас генерално имам трема да не се скине нешто сцена. Јас моето тука го завршив, ја дадов идејата и препуштив на милион други луѓе, нели, да го водат тоа. Да, се консултирам и така натако, јас се префрлив на костимите, ментално сум, нели, костимограф на представата, така да го работам оној сегмент кој што сметам дека е мој. Затоа што мислам дека сум најкомпетентен, другото го оставив на професионалците да си го тераат. Мислам, за ова представа имам трема, бидејќи сметам дека нешто повеќе од тоа само моја следна костимографија, нешто што ми ги отвара вратите кон некакви можности да со многу идеи спојувам луѓе, познанство од целиот свет и да правим убави нешто во оваа држава. Нешто што е малце повеќе од тоа да човек да биде костимограф, и што ги руши сите идеи дека еден уметник, ако се развива во своето поле, не може да напредува, тоа што кај нас е многу тешко да се разбере, да напредува и во други полиња на уметноста, нели? Да биде малце да се надрасне себе си, да оди малце повисоко од она што може да биде, доколку има капацитет. Што ние малце тешко тоа го признаваме, обично за нас некако ги ставаме луѓето во некој калап и кога ќе бидат едно, ќе ги прецепираме пред 20 години како едно нешто, така ги гледаме и после 20 години. Мислиме дека тие не се развивале или не отишле напред. Така да, тоа е на некој начин и тежината на оваа наша Македонија, дека цело време некако се бориме со некаков медиокритет и се бориме со некакви стандардни постановки, не сакаме да излеземе од комфортните зони на нашето делување, бидејќи тоа може да не кошта многу повеќе. Не знам, мене не ме коштало само повеќе енергија, можеби, меѓутоа ми дало исто толку повеќе енергија за да одам или да се борам и да одам напред. И се уште работам како слободен уметник во својата професија. Ти благодарам многу, Ношпо, што не беше денеска дел од магична сцена. Уживам стално кога ќе се видиме и кога ќе разговараме. Сигурно имаме да разговараме уште за 2 емисии, но еве да оставиме нешто за брзо време што ќе се случува.
како што тргна. Како што тргна почетокот, Алесандра се уплашив дека ќе бидат долго уште 2 емисии, ама добро некако скративме, рипнавме. Да, еден голем дел скративме, што не значи дека нема да го кажеме во нека наредна пригода. Ти благодарам, ти посакувам убави представи, убаво враќање во Париз да имаш, да продолжи таа соработка, сите сцени да бидат твои, да ги освоиш оние што сакаш, Кина најбрзо да биде. И така, се гледаме, али после Кина ќе се снимаме. Снимаме обавезно после Кина, јас се надевам и тоа е едно навистина големо искуство бидејќи се работи за голема балетска компанија. Таму не знам како ќе се разберам на кој јазик, меѓутоа ќе видиме. Се надам се веќе имаме потешкоти дури писмено да се разбереме, ама добро, барем англиски се надевам дека некако ќе го изгураме тој дел. Меѓутоа не се плашам од друга страна бидејќи знаеме дека кинезите се голема земја, голема моќна држава која што и големи работници, што од друга страна навистина е многу голем предизвик да се работи со тамошните луѓе кои што навистина се големи мајстори во својот заедница, се многу минуциозни, многу се луѓе кои што сакаат детали и внимаваат на сите детали. Се гледаме следната година по Кина. Фала ти. Фала.